Слушај ваму, драги мои пријатели и пријателки, во прошлиот подкаст зборев за патувањето на владината делегација за Соединетите Американски држави, каде што ги оставив отворени прашањата дали идат да бидат испеглани или да бидат поттикнати или, како што рече еден мој гледач во емисија, дека идат да си подготват планови за бегање, купување куќи, имоти и така натаму. Се тоа шпекулации непотврдени, за жал посериозните новинари и редакциски куќи не се занимаваа со посериозна анализа на овие работи. На тоа патување покрај нив, како да беше некое официјално државно патување, патуваа дури и новинари, сопственици на новински агенции, портали и така натаму, па дури и оние портали кои ги сметаме некако паралелно, као сами идеме, ама не идеме, ама паралелно случајно сме со нив. За мене нема случајности во животот, но во рете, знаеш, ако до вчера биле на една страна, сега се на друга, сепак парите се огромни во прашање. Кога се играат игранки во врска со новинарството. Новинарството во Македонија е толку бедно да 100 марки разлика може да направат човек да промени страна, затоа што овде нема принципи, затоа што сите ние сме на само една плата од тотален банкрот. Тоа значи да не можеш да си ги платиш сметките, да купиш лекови, да си ги израниш децата, да го преживееш животот, од тебе се бараат жртви, патриотизам и се. Многу е тешко. Многу е тешко. Многу е тешко во Македонија да се опозиција. И ова што опозицијата само што преживува, заслужува моја почит. Бидејќи, знаете, претходно имавме власт која се тресеше на секоја банка, па дури враќаше долгови, а камоли да се задолжи. Значи, постојано развиваше нешто за да го зголемува буџетот, но со инвестиции, со се. Овде, брат, шајка не коваат, а позајмиците се поголеми да достигнаа од 2 милиарди кога изгубија власта на сегашни 6 милиарди и око не им трепне, што апсолутно нема никакви резултати. Дури и работите почнати во времето на претходната власт која рушеа како корумпирана, не ги ни довршија кои се битни капитални проекти за оваа земја. Што се случи во Америка и со нивното патување, за жал не можам да добијам сериозна анализа. Кај нас новинарството се, брат, ја седи да ти кажам, овој ми кажа, тоа се оние типични джандарски дојавки кои некои мои колеги кои беа и гости кај мене и ден денес ги прават, стално им даваат дојавки, овие дојавки од друга страна, па ќе си купи Ауди, па ќе си купи джип, па ќе си купи ова, па ќе си купи она. Комплексот одма им го гледаш затоа што не се инвестираат во медиумите, туку инвестираат во личниот луксус, затоа и се подкупливи, знаеш. Неизживеани сме и ќе поминат многу децени додека работите се средат. Она што е интересно е Бехтел Јенка, што многу вулгарни работи слушавме во врска со тој договор, многу матно, многу нетранспарентно и секако новинарите едноставно немаат сила, како издишани се да навлезат повеќе. Обично чекаат нешто што ќе кажат политичарите, да речеме од опозицијата, па нешто тоа да го пренесат, но ние немаме сериозни анализи што таму се случува, освен пар некои храбри луѓе. Многу е симптоматично, еве ќе ви кажам зошто. Прво имаме сите оние работи кога излезе Бехтел Јенка, па имаше опозицијата излезе и кажа многу безобразни точки кои ги имаме таму. Прво, рушење на работничките права, дури и човековите права, со работната недела, колку ќе трае, колку ќе дека и искача надвор и од уставот и од што ти ја знам и сите тие работи. Па дури едно време излезе едно соопштение каде што како стоеше Американската амбасада се оградува дека
не стои за овој договор дека се го поздравила дека се направило и така натаму. Она што е најинтересно е што неконзистентност на ставовите од оваа гарнитура испратена да раководи, нели, администратор, бидејќи Калето у овој момент се однесува и е администратор на оваа територија и затоа сите очи се сперени таму. Никому не му е гајле ни за СДСМ, ни за Ковачевски, ни за Али Ахмети. Се они си ги доживуваат нив како нивни, не само апологети, како да ви кажам, нивни извршители, нивни менаџери. И сега што ќе кажат овие што ќе извршат. И сега откако го кажа ова дека не стои амбасадата затоа што опозицијата излезе со многу сериозни обвинувања и докази, нели, од која ги извади доказите, владата не излезе да ги гони, да објасни или да направи измени или да се направи некоја промена, туку да гони кој тоа ги оддал документите за договорот со оваа компанија. Значи, иде, еве, најпластично да ви кажем, гледаш се случува убиство, идеш пријавуваш во полиција, видов убиство, таков и таков човек, тој и тој, таму и таму, него телото го наоѓаат, оружјето го наоѓаат, тим го опишуваш убиецот, тебе те апсат. Зошто, како, ема така. Чим си видел, ти си крив. Нема логика? Апсолутно дека нема логика. Истото и кај нас. Во меѓувреме, додека се случува овој масовен грабеж и додека се случува ова вулгарен договор, никој нема против, дај Боже да го изградат коридорот 8, но очигледно е дека коридорот 8 е една перфидна перална за пари. Пазете, тоа се истите луѓе кои не го завршија Кичево Охрид, кои не го завршија Скопје Катланово, кои него ни почна 2 километра до косовска граница, Качанички пат, кои што уште не за фабриката за електрични автомобили. Ова им се проектите кои они ги најавуваа, ги правеа. Единствено што реално имаше е отварањето на автобуската станица доле во ГТЦ, која е направена 1975 и оние пуштија во употреба. Што да ти кажам? Да не навлегувам сега за мостот, им напукнал затоа што по моја претпоставка некој крадел кабели таму, тоа не смеа да писнат, па се запалило, па изгорело, па напукнало и така натаму. Камо да се сруши тој мост, затоа што изграден надвор од трасата, да се изгради прав како што треба и каде што треба и да се заврши еднаш тоа како што доликува. Не, мислам, мизерија. Немам проблем, треба да има, секоја земја има проблеми, секоја земја има булшит, ама мора да има едно здраво јадро, една здраво ткиво на кој ќе биде пример, кој ќе биде светилник, на кој ќе се угледуваме, од каде што ќе црпиме енергија дека можеме да направиме ние нешто добро. Нема тако. Затоа сметам дека со акламација треба да се даде власта на опозицијата. Колку и да овие јадат бурек против опозицијата, сите испособрани и така натаму. И ќе ви кажем една работа. Не се работи за национални интереси, не се работи за ништо. Едноставно, опозицијата не може да ги одржува сите, не може да ги плаќа сите, Јанковци, Петковци, Станковци, така натаму. И кога ќе изгубат работа, си стануваат опозиционери, почнуваат да критикуваат или заради доволно пари, или за отфикарување, или заради суета. И многу нормална и човечка работа е тоа, но не е за верување. Не го купуваш, едноставно не ти поминува на здравиот резон. И таквите луѓе гледам доста се маргинализирани ако добиваат аплаузи. Но добиваат аплаузи точно од апологетите на оваа власт и од противниците на опозицијата. И сега нивниот фокус е претежно опозицијата е виновна. Зашто е виновна опозицијата? Зашто факинг е виновна опозицијата, човек? Како може, дури еве да сте право, не се ставил сообраќај знак. Колку може опозицијата да прикочи и да не дозволи развој на една земја? Дај не ме кили.
Дај не ме кили. Јасно е дека сите ресурси се сега, мислам дека ова Бехтеленка ќе помине и дека после тоа ќе има експресни избори, со тоа што ова ќе им биде големиот лајт мотив, но имав едно интересно јавување, а ова е повеќе порака не за ваш гледачите на подкастот, туку за новинарите кои ќе го следат ова. Ја вас ве повикувам. Значи се јави кај мене човек кој пренесе информации од свиркач. Информациите беа следни. Апсолутно ја немам потврда што и како. Снимката стои, човекот се јави кај мене емисија, си стои на интернет, повелете. Дали МВР или вие лично ќе истражувате, ја тоа оставам на вас. Ја немам ни капацитет новинарски да правам такви истражувања, како што вие професионалните новинари кои имам здрава памет и ве повикувам. Човекот вели вака, добил податоци, дека украдените од ФЗМ податоци на 2 пати украдени, во моментов се обработуваат и кои ќе бидат искористени за контрола и на гласачи за наредните избори. Да се има маргина која ќе се пополни и власта повторно да ја добие. Од тука е ароганцијата на онаа изјава дека оваа власт ќе владе 11 години, дека ќе ги добијат овие избори. Како ќе ги добијат на оваа разлика која е огромна во рейтингот? Се подготвува терен. Дека Мицковски е ваков, Николовски е ваков, раководството е вакво, такво, ова или она и така натаму и така натаму. Оние два преживуваат како ВМРО, како партија единствена здрава опозиција која имаме во моментот која нешто прави да го заузда ова зло. Ова е аздисана власт. Вулгарно аздисана власт, која не може никој да ја спречи. Единствен начин е стварно само со едни избори кои треба да бидат со спектакуларна разлика, да таа маргина не се пополни дури со вака. Значи, свиркачот да се провери, што се податоците, кај се украдени, што се прави у Куманово со нив, по кои штабови, и тоа треба да се следи, бидејќи и во МВР има свиркачи и совесни луѓе кои не сакаат да бидат соучесници во нешто, па макар било командувано. Видете, некои ќе речат, види, ако американците рекле, што има да се буниме? Знаете, многу го сваќаме тоа американците како раководството на некоја партија наша овде. Се работи за машинерија, за меѓународни односи, Foreign Office, која брои членови колку што Македонија има жители низ цел свет. Таква машинерија не може да се занимава со дете, овие се корумпирани, ова нема да се иде и сега да го тепа затоа што ние сме открили. Тоа е тешка машинерија за такво нешто. Они имаат некоја глобална задача, таа глобална задача се спроведува сите и им се гледа големиот план. Кога големиот план се спроведува, што ситно доле имало, дали било Бехтеленка, 36 работни сати или 79 или 129, небитна работа и така натаму, не е страшно, не е катастрофално, затоа што големиот план си врви. Тука секако кај нив може да има корупција, може да има незаконско работење, може да има јавашлук, може да има неконзистентност во ставовите. Ние последниве неколку амбасадори онака questionable, која цел, со што, затоа што еден Батлер имаше многу поголем авторитет и стабилност и во изјавите и во ставовите за кои стварно не можеш да замериш. Но последниве некако од Бели наваму, после Бели дамата беше така, како млака вода, а оваа очигледно, мислам, дури еве директно да ја обвинува опозицијата. Зошто обвинувала опозицијата? Мадам, од каде доаѓате? Од демократска земја или доаѓате од Северна Кореја? Работата на опозицијата е да обвинува. Работата на власта е да докаже дека тоа е грешка и во право. Зошто зафаќате страна? Па уште вика, ја не зафаќам страна. Не зафаќате страна.
Тоа што викате дека не зафаќате страна, не значи. Као јас сега да викам, јас сум прогрчки тип, а носам мајца, let's make Macedonia great. Ама не бе, јас сум great, абе ти носиш мајца. Не, ја, така, мислам, небулозно е. Но поминува, барем поминува кај членството да се стабилизира она корот, затоа што им се клати. Им се клати. На терен ситуацијата е драматична, а народот е аздисан, избеснат и го чувствува и покрај целата кампања, па дори оние многу популарни портали кои народот ги сметаше како опозицијски и така натаму. Не сам, знаеш како, Абрахам Линколн леко, некои луѓе можеш да ги лажеш цело време. Сите луѓе можеш да ги лажеш некое време, но не можеш да ги лажеш сите луѓе цело време. Вистината мора да излезе на виделина и ова мора да има крај. Кога? Тогаш. Кога? Тогаш. Тик-так. Тик-так. Слушај вамо.